Во Претор во тек е едукативниот дел за сите заинтересирани деца кои сакаат да научат да кајакарат. Токму по тој повод разговарам со една од организаторите на овој голем спортски настан на спортскиот караван Сите во кајак, Ирина Блажевска. Кажете ни, после Претор, која е следната локација и каде се ќе се одржува овој спортски настан? Добар ден и поздрав до сите гледачи на Нова ТВ. Ви благодарам што сте со нас денеска. Значи, после Претор, за жал, еве времето гледате не ни е наклонето денеска. Преминавме на едукативен дел со децата кои што беа заинтересирани за Сите во кајак. Следната дестинација ни е Дојран. После Дојран следи Дебар и Маврово и други градови кои што имаат можност за организирање на Сите во кајак проектот. Каде може да се пријавуваат? Овој пат, значи, морам да се пофалам со електронска апликација, формулар кој ќе треба секој заинтересиран да го пополни. Основни генерали се пополнуваат, место, локација и време, со тоа што морам да признам дека времето е предодредено однапред, значи во апликацијата нема да можат да стават време кога им одговара. Да, истовремено сакам да повторам за сите кои што гравитираат во градот Скопје или живеат во градот Скопје, веќе 3 недели е во тек проектот на Езерце во градскиот парк, Карши стадионот Филип II, и секој понеделник и секоја среда од 6 до 8 часот, значи искусните кајакари даваат бесплатни, значи повторувам, бесплатни часови по кајак. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам на вас. А ние за време на едукативниот дел успеавме да поразговараме со дел од децата кои се учесници и еве што ни одговорија зошто сакаат да го научат овој спорт. Што реши сега да се одлучиш да се запишеш на кајак? Нема причина, не знам. Мислам дека е забавен спорт. И езерото ви е во близина, така? Имате услови, имате можност за тоа. Да. Си гледала досега како кајакарат на телевизија? Бидејќи ми е многу интересно и сакам да се гордам дека близу имам езеро тука и да се забавуваме. Дали досега си тренирал некој спорт? Да. Што тренираш? Па фудбал, кошарка, исто така џудо, имат и други работи. Јас обожавам многу фудбал и сакам да продолжам понатаму. Зошто сакаш да научиш кајакарство? Јас сакам да го научам кајакарството бидејќи е интересен спорт и имаме таква можност овдека. Што го прави интересен? Дека е на вода? Па бидејќи е на вода и дека е необичен. Бидејќи јас ги сакам спортовите кои се на водни површини и би сакала да пробам нешто што е на водна површина, како кајакарењето. А како изгледа еден тренинг по кајак ќе дознаеме од еден од инструкторите кои се вклучени во овој спортски караван, од Дамјан Колевски. Дамјан, како изгледа еден тренинг? Можеш ли да ни опишеш? Пошто зборуваме за овој проект, бидејќи опфаќа мали дечиња почетници, започнуваме на суво и ми објаснуваме целата опрема кајакарска и техниката на основни за веслеј, а потоа преминуваме, ги седнуваме дечињата во вода, започнуваме со мирни езерски води, а понатаму нормално за тие што се најупорни продолжуваме и со тренинзи на дива речна вода.